Јас мислам, честити царе, дека... Молки ме! Молки! Не сакам да те чујам. Тој стих не може да влезе во законот за владењето со моето царство. Овдека јас сум цар и само јас ќе се слушам. Така да зајде. Но јас мислам дека... Молки! Нема ти што да мислиш. Јас сакав да кажам... Нема што да кажеш, толку реков. Знам што ќе кажеш. И доста веќе еднаш. Ти бре, ништо не кажа цело време, уста не отвори. Ај тебе да те чуем, што мислиш ти? Ти сигурно не се сложуваш со овега. Многу ми е жал, честити царе, што морам да ви кажам дека и јас се согласувам со него. Честити царе, послушајте не и не возгордувајте се тоа. Ставете го и тој стих во законот за владењето со царство. Дебек, и ти така, а? Ајде кажи го уште еднаш тој стих, па јас да чујам и да пресудам. Од утината не можев да го запаметам, па сетне јас ќе пресечам. Ајде чуј. Еве вака, честити царе. И богатиот нека ја сети сиромаштијата, и сиромавиот богатството. Значи, и богатиот да ја сети сиромаштијата. Да, да. Не, тоа не може. Тој стих не може да влезе и точка. Бре, какви советници сте ми вие, бре? Уште еднаш ако ве чујам да ми давате вакви совети, да знаете, и двајцата ќе ве избркам. Смирете се, честити царе. Оно што да се... Не е лошо да не послушате. Не можам да ја послушам и точка. Абе, вие сте биле ептен улаву. Па зар јас да ја сетам сиромаштијата? Јас, царице моја? Не можам повеќе да ве слушам. Ајде. Голем грев прави нашиот цар со оваа работа. Но Господ ќе му плати за тоа. Но рече на грај са нашиот цар за оваа работа. Каде ли отиде? Да не нареди да не стават во Апсана? Не. Нели знаеш дека секој ден во ова време оди да се капе? Нас ќе не остави за утре. Па ако имаме среќа да му помине лутината, може би нема да не избрка. Море, голем грев прави нашиот цар. Тука сме. Внимавајте сега. Живо. Полека. Однесете ги таму на гранките и чувајте стража. Ајде, бргу! Еа бе, ова царот наш нема ден да не помине, а да не дојде на капење.
Абе се банjali по вакво време? Море, си го челиш здравието Какво здрави? за полого да живее. Море, и аз да сум на негово место и аз ке си го челичам уште подолго да поживеам. Богатство е тоа, еј! Какво богатство, бе? Никога свака не ми се спијало. Ај, легни си. Бе ти си ја подпишеш пресудата. Ќе ти е латна главата. Немој така. Ај, станувате, бе, копуци! Ај, какво е ова спиење? Кој рече копуци? Брго, бе, станувате кога ви велам! Готов сум. Се искапе. Ај сега по мене и во царството. Ај. Што е ова? Стража! Каква е ова ујдурма сега? За ова некому ќе му лета главата. Што ќе правам сега ваков гол? Ова ми е гати да го гледам, а не пак да го облекувам. Ајде колку да стигнам до дворецот, па сетне ќе видат тие со кого си имаат работа. Ајде. Кај си тргнал? Вие, бре, бевте денеска со мене на капење, а? Капење? Капење? Да, на капење. Разборуваме, бе, какво капење, бе, бре? Да, ние беме на капење. Ние си немаме друга работа и по цел ден си се капење. Така, си седиме и си се капиме. Суртучини заедни, така ли се зборува со царот, бре? Знаете ли вие како се зборува и како се пречекува цар? Аре, каков цар, бе? Каков цар? бе. Удрење со чорап. Оставе! Простете, царско височество, сосема заборавив. Еве, вака треба. Така ми како? Каде бе, кај си тргнал бе? Суртучини заедни. Копук. Ајде, што?
Царот суме, што стоите тука, ајде направите пат да поминам. Абе, ај, гледај си ја работата, да не те грабнеме наклоци челешни заедно, па ќе виш каков цар ќе бидеш ти. Чакайте да се разбереме. Јас сум цар, царот, ме разбирате ли? Бе, како можеш ти да си царот кога нашиот цар песаот си ево, заите, Саат разбираш? и пол има како ја отидем таму. Абе, види го ти овојга. Навистина личи на нашиот цар. Чекај. Само Белки не си толкува да мислиш дека си цар, знаеш? Ајде. Ајде, фаќај си го патот, ако ти опнаме на клоца, копу ти еде, Напред, ајде. Ајде, бегај. Попук. Види го. Цар сака да ме види. Сега кај да фатам пустината? Што е ова што ме снајде, леле? Да не е она што не сакав да го ставам оној стих за кој ми велеа советниците? Ах, главо буква. Ами сега каде? Ќе морам да си побарам некоја работа да си го вадам лебо. А што ќе работам? Ќе тргнам па ќе видам. Ајде, гравчето стаса! Опа! Ајде, Миро, опа! Ајде, кркај, гравче! Ајде, Миро. Што сакаш ти, бе? Гравче и лепче. Гравче лепче. Ајде, гравче лепче. А ти? Што сакаш? Добар ден, Анџио. Абе, добар ден. Добар е денот. Кажи што сакаш за јадење и пиење. Што ме прашуваш, Анџио, ќе ти кажам. Јас ќе јадам што и да е, оти сум гладен. И сум и за пиење, и за јадење. Ако де? Само имам една мака. Шо? Немам пари, Анџио, па не знам како ќе биде. Ја... Да. Абе... Таа работа без пари тешко оди, да знаеш. Чекај, Анџио. Ако може јас да се најадам и да се напијам, а сетне тоа можам да го одработам. Ја... Да. Абе, види, да ја прашам јас Анџиката за оваа работа, таа ќе ми каже. Ај, почекај малку. Ајде, овако. Анџике! Домакинке! Жено, Кажи. го гледаш оној сиромавиот? Го гледам. Бога те не сум видела, а сиромашни колку да сакаш цел живот. Што бара? Бара да јаде и да пие. А пари нема. Нема. Вели, Леле, ќе што работи- късмет имавме ние, што късмет имавме. Само вакви сиромашни да ни доаѓаат. Вели дека ќе плати со работа. И имаме веќе 20 такви. Што да му прави? Ај, нека работи за јадење и за пиење. Арно велиш. Така Слушај. ќе му платиме. Слушај, пари да сакаме да му дадеме нема. Ајде, нека работи греот е да скита по патиштата. Така велиш, а? Добро. Ај ќе се качам да земам едно гравче за него. Ај. Слушај, јас муабет направив. Ако се покажеш добар измеќар, ќе те ранам и облекувам, да не скиташ. Пари да ти кажам, немам за плаќање. Ако сакаш така, бидува, ако не, кажи ти. Морам така.
Штом прифаќаш, седни. Ајде, еве графче, еве и лепче, сомунче, убаво. Бурум, знаеш бе... За мене бе, графче? Де па ти за тебе, графче, еве срка има, на, гледај колкав чорно, пробај. Слушай да ти кажем, анджиката се, ама графчето како го погаја, значи... На, не. Супер. Полека бе, полека. Па ти, како само за тебе да донесам. Убај, касни лепче, Ој само графче. Лепче касни, Нема. Зазимам и нешто луто. Тоа што јас сум пишмо, што не ги послушав советниците, сега нема да ми помогне. Што се направив со главата моја кога не сакав да поверувам дека и над мене имало некој, што рекол народо, и над попо има поп. Да им кажам дека сум цар, ќе ми се смеат и ќе мислат дека сум улав. Море најарно јас да си молчам и да работам, оди ќе умрам за јадење. Што късмет че беше ова? 3 дена, како 3? 3,5 дена како никој не навратил во крчма. Ајде, здравје, немај гајре. Здравје. Ајде, ке дојдат и поарни времења. И оној комшија на Ербин. Ево го цела недела го нема да дојде. Остај го и него Маки си има и тој како нас. Маки, се слае таму се шета. Нешто друго си мислев. Го гледам момокон. Навистина немаме и ние, ама 3 години го гледаш, се мачи, работи, устане, отворил да се пожали, да каже нешто. Да, бре. Голема мака има на душата, некој голем греф си има. Да, бе. Жал ми е да го гледам онакав искинат, гладен, ненапиен, неиспран. Си одвожлосан, сите го потурнува. Леле. А никогаш да се пожали, да каже нешто. Да. Голем греф има тој на душа. Знаеш што се мислам? Што? Ако присобереш некоја пара, плати му. Плати му, греота е. Еми, нели, лани му давав, не сакаше да земе. Да. Не сакаше, лани не сакаш. Вели не сакал да му се плати. Сакал грешката да си ја купи. Изгледа голем греф ти има на душа. Голем греф. Секој со својот крст начело. Така ти е тоа. Скетнику! Тргнувај со мене. Оти да тргна. Царот нареди да те однесеме кај него. Гледај! Стражар! Кај момокот. Што бара стражар? Да не дошол по нас, мори. Ајде, одиме да видиме. Што лошо му имам сторено на цар? Не знам.
To je така, речи, мораш да одиш, ајде. Што е ова работа? Ништо не сме направили, Ништо не што сме сме сторили. сгрешиле. А? Што е работа? Јас не дојдов по вас, јас дојдов по него. Зошто? Царот така нареди. Ама тој е многу честен, работлив. Маченик човек, маченик. Море, луѓе. Јас тие работи не ги знам. Царот не ми ги кажува мене царските работи. Рече да го однесам таму и морам да го носам. Ајде, тргнуваме ти. Мора? Да. Еми, ако мора сега, само да знаеш, нашава куќа за тебе е секој пат отворена. Да знаеш. И друг пат, верувај, ќе ти платиме. Се ќе ти платиме. Многу ви благодарам. Јас не сум за пари. Само можам да ви кажам фала што ме примивте, што ме раневте и ме чувавте. А сега морам да одам. А ако даде Бог, еден ден, може би и ќе се вратам. А сега, с Богом. Ајде, тргнувај. С Богом? Кога е? Кога морало така да биде, сега... Сега ти, човеко, знаеш ли зошто те викнав јас ваму? Сакав да доведам еден сиромав човек во царството и да го прашам што би правил тој да е на моје место. Јас, честити царе, прво би наредил да им се помага на сите сиромашни луѓе. А второ, би заповедал во законот за владење со царството да се стави и стихот: и богатио нека ја сети сиромаштијата и сиромавио да го сети богатството. Оти сите луѓе на светот сакат да живеат. А ако богатио ја сети сиромаштијата, ќе успее да ги осознае и маките на сиромавио. Јас така мислам, честити царе. Ако грешам, те молам да ми простиш. Бравос, нема што да ти простувам. Ништо не си сгрешил. Значи, 3 години ти го дотераа паметот. Си научил како треба да го владееш царството. А сега можеш да дојдеш и да си седнеш на својот престол. А јас ќе исчезнам како што и дојдов. Се внесе во законот за владење со царството. Ајде, запишувај. А второ, наредувам да им се помага на сите сиромашни луѓе. А како трето, наредувам крчмарот и крчмарката од првата крчма во нашето царство да ги доведете ваму. А потоа да ги отворите касите и да им помагате на сите сиромашни луѓе.